Ваташани и кавадарчани денеска им се поклонија на 12 ваташки младинци на споменикот во Моклиште, кој сведочи за големиот масакар кој го изврши бугарскиот фашистички окупатор на 16 јуни 1943 година. Свежо цвеќе положија семејствата на загинатите, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, советници во Кавадаречкиот совет, представници на политички партии, Сојузот на борци, представници на армијата на Република Македонија од гарнизон Криволак, моторџиите од Тиквеш Рајдерс и навивачката група Лозари Исток. И после 75 години болката за загинувањето се уште е присутна. Роднини на загинатите и денеска со многу емоции и солзи положија цвеќе на споменикот. Во рамки на одбележувањето на годишнината, навивачите од навивачката група Лозари поставија транспарент на кој пишуваше "Крвопис е и ваташа", запалија 12 бакли во чест на загинатите младинци. Учениците од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа ја изведоа македонската химна, а потоа следеше историски час за делото на младинците кои ги положија животите во темелите на денешната слобода. Кустос историчарот Марија Михова се осврна на делувањето на младинците, а го опиша и злоделото кое го извршија фашистите. По крвничкото тепање, младинците биле крвави по лицето со исекотини, по лицето и телото и со распарталени алишта. Селскиот учител Ѓорѓи, по потекло од Бугарија, се обидел да ги заштити младинците кои добро ги познава, но бил грубо отстранет. Поручникот Костов испратил еден моторциклист во Кавадарци, кој по еден час се вратил со наредба од полковникот Љубен Апостолов уапсените младинци да бидат стрелани. Некаде околу Пладне, младинците, двајца по двајца, били изнесени од кафаната. Во придружба на цел еден кордон војска, младинците, заедно со поручникот Костов, бугарските агенти и двајца полицајци се упатуваат кон местноста Дулово Долче. На патот, од кој повеќе никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Илов Видов, 15 години, Ванчо Тасев Гурев, 19 години, Данко Глигоров Давков, 17 години, Илија Димов, 17 години, Ристо Трипов Ѓондев, 17 години, Блаже Ицев, 17 години, Герасим Лазов Матаков, 17 години, Пане Методија Мешков, 17 години, Ферчо Поп Ѓорѓиев, 25 години, Васил Хаджи Јорданов, 27 години, Диме Блажов Чекоров, 20 години, Пане Методиев Џунов, 17 години. Со нив се спроведени и 4 младинки од селото, блиски роднини на некои од младинците и тоа: Невена Хаджи Јорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување, поручникот Костов им рекол: ајде сега да ни го покажете патот по кој требаше да одите во партизани. Младинките оделе десетина метри по нивните другари. Околу 13 часот, по пеколна горештина, пристигнале во местноста Дулово Долче. Блокадата од селото веќе била повлечена, а стрелачкиот вод запрел крелатите во близина на реката Луда Мара. Младинците застанале под сенката на едно големо дрво, но окупаторските војници се наредиле во полукруг околу нив со митралези и пушки на готов, а поручникот Костов тогаш наредил: наредете се еден до друг за да ве фотографираме. Девојчињата се наоѓале на десната страна од младинците. Поручникот Костов се обидел да ги припои кон младинците, но полицискиот началник Петко Опреков му се спротиставил дека тоа што тој го прави не е наведено во наредбата. Тогаш Костов отишол кон своите војници и гласно изговорил: насекаде каде што одам, да идувам на кукавици. Во меѓувреме, највозрастиот од младинците, насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започна да трча кон реката Луда Мара и се обидел да избега кон капините. По него тргнали Диме Чекоров и Герасим Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младинците, веднаш им издал наредба на војниците да стрелаат. Тогаш започнала стравична пукотница. Лесно погоден, Васил Хаджи Јорданов успеал дури да извика: стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре. Тој за момент застанал погоден од еден куршум, но продолжил да се засолнува. Сето тоа се случувало како во сон. Останатите младинци, погодени од рафалите на пушкомитралезот и куршумите од пушките, паѓале како покосено класје еден до друг. Оние кои се уште покажувале знаци на живот биле убивани. Насекаде во воздухот се чувствувал силен мирис на барут, а неговиот чад го прегрил чистото летно небо.
Нозете веќе им биле непослушни и биле приморани да седнат на земја, одбегнувајќи да го гледаат страшниот призор. Еден бугарски војник отишол кон нив и започнал да им ги дига главите викајќи: "Гледајте, не седнувајте комунистки, гледајте." Потоа следувало она најстрашното. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на оние младинци кои се уште покажувале знаци на живот. Но тоа не било се. Војниците по извршениот масакар започнале да им пребаруваат по джебовите, а на неколкумина им ги одзеле часовниците од рацете. За масакрот во Ваташа пишува во билтен на главниот штаб на Народно-слободителната војна и партизанските одреди на Македонија од септември 1943 година, каде меѓу другото пишува: "Тие се изрешетани со куршуми од митралези, па се после исечени и избодени. На некои им се вадени очите и сечени рацете. Младинките се стукуваат една кон друга, а Костов со шмајзер и револвер, од кого се уште му чадела цевката, му се закануваше: "Гледајте, и вас ќе ве снајде истото." Откако му реферирале за успешно извршената задача, полковникот Љубен Апостолов, кој раководел со акцијата, искажал големо задоволство и рекол: "Тоа е тоа, страшни момчиња имам." Во селото Ваташа веќе се прочула злокобната вест за трагедијата на нивните деца во Моклиште и целото село веќе било на нозе. Кога војниците и преплашените младинки се враќале кон селото, ваташани веќе биле тргнати и се упатувале кон Моклиште. Жените наглас холнале, а мажите смислувале одмазда. Овој крвав настан, кој ќе остане запаметен како еден од најголемите злочини што ги извршија фашистите во Македонија во времето на Втората светска војна, го опеа поетот Лазар Манчевски во песната "Ми заплакало селото Ваташа" во летото 1953 година. Градоначалникот Митко Јанчев нагласи дека злосторот во Ваташа сведочи за едно тешко минато време, но и за храброста на младинците. Не постојат зборови кои ќе опишат болката и кои ќе опишат спомените кои се уште ги чувствуваме од прерано загинати 12 ваташки младенци. Во 1943 година ваташани биле сведоци на една огромна трагедија која одекнала не само во Тишијето, туку и во цела Македонија. 15 годишниот Перо Виров, 17 годишните Герасим Матаков, Блаже Ицев, Данко Давков, Илчо Димов, Пане Мешков, Пане Джунов, Ристо Джондев, 19 годишниот Ванчо Гурев, 20 годишниот Димне Чекоров, 25 годишниот Ферчо Обџорџиев и 27 годишниот Васо Хоџерданов на 16 јуни 1943 година ги изгубија своите животи во еден од најголемите масакри што го извршија фашистите во текот на Втората светска војна во Република Македонија. Болката и тогаш и денес е огромна. Единствено што можеме е силно во нас да ги чуваме спомените и да бидеме горди на овие млади момци. Со голема почит да ја оправдаме нивната борба и никогаш да не ги заборавиме. Да учиме од доблеста на 12 младенци, од нивната нераскинлива врска и заедничка храброст. Да учиме од нивната искреност и добра која имале. Денес сме горди на овој спомен. Ви благодарам за присуството, да ни е вечен и за многу години. Амин. Присутните ги поздрави и председателот на Сојузот на борци. Учениците од Ваташа изведоа рецитал за 12 младинци, а химната на Ваташа, како што ја нарекуваат ваташани, песната "Ми заплакало селото Ваташа", ја исполни естрадната уметничка Катерина Танева, која потекнува од ова село. Годинава спомен паркот во Моклиште, каде е споменикот на ваташките младинци, е целосно хортикултурно и партерно преуреден.